Зошто го нема покачувањето на здравствените работници од 5%, иако беше најавено, и зошто до сега не е реализирано и кога може да се очекува? Станува збор за технички проблем во однос на обезбедувањето на средствата, заради тоа што тоа се средства кои што ги обезбедуваме преку проектот на Светска банка. Требаше да поминат административни процедури и во делот на бордот на банката, во нашиот фонд за здравствено осигурување, Министерството за труд и социјална политика кој што е носител на проектот, и сето тоа одзема време. Така да сите тие средства се веќе обезбедени и следната недела ќе бидат исплатени. Требаше до крајот на оваа недела, меѓутоа уште една завршна постапка во фондот за здравствено осигурување. Што значи дека следната недела здравствените работници, сите, не само тие кои што работат со COVID, добиваат зголемување од 5%. При тоа кумулативно ќе ги добиваат сите средства за останатите месеци, март, април, мај, јуни, и понатаму ќе се продолжи редовната исплата од месец јули. Се чувствувате ли гор што е конечно и четвртата трансплантација, односно почнавме Македонија да станува како една дестинација, или пак здравствените работници веќе на големо го работат во трансплантација на срце, бидејќи вчера беше уште една извршена успешно? Горд сум на тимот, на ентузијазмот, на нивната професионалност и секако тоа што очигледно расте свеста за важноста од донирање органи. Секоја следна некако полесна. Очигледно е дека и на членовите на семејството им е јасно што прават со тој еден чин на донирање органи тогаш кога пациентите повеќе не може да се спасат. Благодарение на овој последен сега акт на донирање и согласност, веќе вчера се заврши трансплантацијата на срцето. Пациентот е во одделот за интензивна нега. Секако дека престојат неколку дена кои што се критични. Денеска трансплантацијата на бубрезите, така да верувам дека ова ќе продолжи понатаму.